пратениците и тоа е навистина недозволено. Благодарам. Има збор господинот Георгиев Гордан, повелете. Почитувани подписателки, почитувани колеги, почитуван колега Сарач, немој да се грижите што е празна салата. Овие пратеници од водачкото мнозинство бегаат како ѓавол од крст на позитивните предлози на опозицијата, кои што имаат една единствена цел да овозможат полесно преживување на нашиот народ во оваа тешка 2012 година, во оваа година која што веќе за само после 3 месеци се случува ребаланс, каде што само после 3 месеци државата покажува дека нема пари за граѓаните, нема пари за стопанство, нема пари за капитални инвестиции. Почитувани колеги, предлогот за двојно намалување на глобите за граѓаните беше предизборно ветување на СДСМ на предвремените парламентарни избори во 2011 година. Нашиот став и нашите анализи покажаа дека во овие последните 5 години пред 2011 година секој буквално граѓанин на Република Македонија кука, секој граѓанин на Република Македонија живее под страв дека денес, утре, заутре тој или некој член на неговото семејство ќе му зачука инспекција на врата, ако има фирма или дуќанче, ќе го казнат на улица, ќе го казнат за неносење на појас, ќе го казнат за поминување на пешачки и сите овие норми што се ги поставуваат инспекторите и полицајците. Вело предизборно ветување и мислам ја слуша вашата дискусија на оние што само реплицира претеници од власта, кои што се обидуваат да го деградираат нашиот предлог, како да сега си играме ние во парламентот и предлагаме се и се што, дури имаше и некакви иронични предлози од претеници од власта дека ајде да ги намалиме за 100%, ајде да нема казни. Не, колеги, нашата идеја беше многу едноставна. Мислиме дека во државата има премногу сиромаштија, граѓаните едва врзуваат крај со крај и мислиме дека државата, ако сакате социјална мерка, треба да ги намалиме глобите за граѓаните за 50%. Не велиме за 100%, не велиме за 80%, за 50%, бидејќи сметаме дека на тој начин ќе има и поефикасно полнење на буџетот, а од друга страна граѓаните или овие глоби нема да се користат како мерка за репресија или мерка за рекетирање на фирмите, она што се случува на широко низ Македонија во последниве години. За жал, изгубија граѓаните на последните избори и се уште ги трпат овие репресивни мерки на власта. Зашто служат казните, почитувани колеги? Воглавно служат за лудоригите на власта, служат за да се полнат дупките од оној забеган проект Скопје 2014, служат да се прават барокни фасади на МЕПСО, служат да се прават шмизли, бикови, споменици и така натаму, служат за се она, само што не доаѓа или не придонесува за подобар живот на нашите граѓани. Знаете и сите, многу често нашите граѓани и ваши сопартици, активисти, како велат кога ги запре полицаец на улица за казна. Извини, ама морам на норма сум. Ме пратија денеска, имам норма да напишам 7 казни. Тоа важи исто за инспекциите. Тоа значи дека страшна репресија се врши и во државните институции, врз вработените кои што треба да ги изречуваат овие казни, се со цел да се наполни буџетот. Почитувани колеги, Груевски 2006 дојде на власт со една идеја да ја направи Македонија Швајцарија. Вети инвестиции, вети економски раст, вети вработувања. Рече да го цениме неговиот мандат според бројот инвестиции, според бројот на вработувања. Бидејќи Македонија во 2011 година стана или го достигна првото место на индексот на мизерија на Економист, стана земја која што од 150 земји на 130 место по индексот на среќа на граѓаните во Република Македонија, ние не можеме да се однесуваме како да живееме во Швајцарија. Може би вие колеги, може би вашите министри, може би луѓето што се наполнија со пари во овие 6 години, имаат примања, имаат удобства, ги имаат бенефициите на власта, но 2 милиони народ во држава не може крај со крај да сврзе. Ќе ви кажам еден пример. Пред година дена во Штип на директор на фабрика за текстил, 200 вработени. Во еден ден му доаѓа цело комби полно со инспекција. Секаков тип на инспектори. Пазарна, трудова, санитарна. Му изречуваат во еден ден кумулативни казни од околу 80.000 евра. Човекот вели, враќајте се назад, јас ја затварам фирмата, бидејќи со оваа казна нема да можам да
продолжам да работам. После недела дена доаѓа филјан човек кој што вели не мора да што го казна, да ја се испазаниме на пола ќе ги сведеме казните. Овој примерот со насилството што се врши инспекциско на Шеропско како Битола, примерот со Прилепската чашија која што умре, буквално замре, заради тоа што секој ден хараат инспектори на сите страни, овие примери три и претходните примери што ги наведува нашите колеги покажуваат дека казните служат од една страна за полнење на буџетот и за трошење на буквално глупости од страна на владата, но од друга страна да го држат народот, фирмите под страф. Од трета страна да го рекетираат. И тоа кога идолите, каде идолите на тебе, во кој идолите град, прашате ги вашите активисти, вашите луѓе, бидејќи веќе почнат да удираат и на вас заради тоа што државата нема пари. Казните околу пушењето. Пола Македонија фати грип, бидејќи мора зимоска да пушат надвор луѓето, зашто инспекциите се немилосредни, особено во Скопје, а Западна Македонија, цела Западна Македонија, секаде се пуши во кафаните. Почитувани колеги, СДСМ предлага оваа мерка која што ќе им помогне на граѓаните на Република Македонија да преживеат во едно вакво тешко време. Гледате дека сите мерки, социјални, економски, сите предлог закони што ги предлагаме се единствено во функција да може да се преживее ова економско фијаско што ни го направи владата. Sejedno е дали оваа тешкотија, како што вие велевте, произлегува од светската економска криза или од лошите економски политики на Груевски. Ние не сакаме да навлеземе во овие причини, туку бараме од вас да го поддржиме ова предлог законско решение. Сите луѓе ќе здигнат, сите луѓе ќе бидат благодарни, не е важно дали СДСМ го инициирал тоа, важно е да можеме заедно да се договориме околу тоа. Затоа СДСМ предлага ниво двојно намалување и оваа глоба која што е утврдена со законот за прекршоци, наместо да биде од 50 до 5000 евра, предлагаме да биде од 25 до 2500 евра. Ве уверуваме дека со ваквото законско решение граѓаните ќе останат на нивото на почитување на законите, да не прават прекршоци, но полесно ќе им биде да ги плаќаат овие казни. Бидејќи вака се создава преседан, се создава корупција во администрацијата, се создава принцип на фаќање врски само да не се плати казната, а граѓаните постојано живеат во страф. Почитувани колеги, просечните глоби за прекршок изнесуваат од прилика уште просечна плата во Република Македонија 300 евра. Како очекувате граѓаните на Република Македонија, каде што имаме 30 и кусур посто луѓе кои што живеат на прагот на сиромаштијата, да може да платат ваква казна? Како очекувате таквиот тип на репресија да не доведе до дисторзија во општеството, да не доведе до социјална експлозија, да не доведе до недржавничко или несистемско однесување на граѓаните? Ви уверувам дека ваквиот тип на репресија, ваквиот тип на втерување страф на граѓаните, без разлика од која политичка партиска провинција доаѓаат, на крајот ќе доведе со социјална експлозија и социјална револуција во Република Македонија. Затоа, почитувани колеги, ја бараме вашата поддршка за овој законски предлог. Ја бараме вашата поддршка само 2 члена се од Законот за прекршоци, кои буквално може многу да им значат на граѓаните на Република Македонија. Убедени сме и од нашите контакти со граѓаните, и од анкетите, и од сите анализи што се прават во Република Македонија, дека граѓаните имаат потреба од мало олеснување, од едноставно слободно дишење на оваа тема, да не бидат постојано под репресија, под пресија, дека утре, задутре може било кој од властта да им зачука на врата, да ги рекетира ако се блиски до власта за да молчат, да ги рекетира ако се блиски до опозицијата и неопределени за да не гласат и за да можат да молчат. Благодарам. Мене е многу криво што вашите дискусии се сведоа на иронизирање со темата. Мене е многу криво што вие сакате на овој начин да депласирате оваа тема, но ви уверувам дека кога ќе одите во вашите градови, кога ќе ви кажат граѓаните зашто не гласате за ова, нема да имате одговор и ќе ви биде едноставно ќе имате ситуација во која што граѓаните препознаваат дека ова одредачко мнозинство нема интерес да му помогне на обичен граѓани на Република Македонија. Ова одредачко мнозинство има интерес само да ги штити интересите и бизнис делките на највисоките ешелони на власт. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господинот Ѓорѓе